Прилепската болница конечно доби мазут потребен за затоплување на просториите каде се сместени болните, но и лекарскиот персонал. Кризата настана поради доснење од страна на добавувачот Евротим ГДС од Кичево. Сега биле донесени само 20 тони мазут, што е доволно за 20 дена затоплување, ако се знае дека дневно болницата троши по околу 1 тон. Но никој не дава одговор зошто добавувачот доцнел и дали ќе сноси пенали поради целата оваа ситуација. Потребната количина е 20 тони, доволна количина за временскиот период додека да стигне новата порачка од добавувачот. Да напоменам дека добавувачот не си ги исполни навреме обврските за достава на потребната количина, но тоа не беше пречка за да бидат стоплени просториите. Значи пациентите се наоѓаа во топли простории, вклучително и вработените во болницата беа во просториите во кои што имаме дополнителни грејни тела, односно клима уреди и греалки. Договорот со фирмата Евротим ГДС од Кичево бил склучен на 3.3.2021 година и е со важност од 1 година, односно важи уште само 20 на дена, пошто ќе биде потребно распишување на нов тендер, но од болницата ќе барале тоа да се реши пред истекот на рокот. Последниот период ќе следиме состојбата и ќе се обратиме до Бирото за јавни набавки за да може да ни овозможи пред време да распишеме објава за набавка на овој вид на мазут, за да можеме да имаме навреме обезбедено мазут, за да не се доведеме во оваква ситуација. Паралелно ние ќе имаме и редовен тендер за снабдување со мазут, но и пред време ќе обезбедиме нова постапка. Скратена постапка за која што ни е потребно одобрение од Бирото за јавни набавки. Инаку во Прилепската болница во моментов се сместени 60 на пациенти, од кои половина во инфективното одделение заболени од COVID-19.